Слушнете на Около FM. Zdravo, drugarčinja! Zdravo, dečinja! Zdravo, tinejdžeri! Zdravo, mladi возрасти! I zdravo, возрастни! Големо поздравче за топло добре дойде во Слушнете не! Ова емисија ми е шетачка на Пелистер, Смолево, Стрчин, во читална на роден ден, природа, другарчиња, роденденска забава за мојата BFF Ангела и пролет! Пролет иде, штом ке дојде, што ке биде, тарарам, пупките на гранчиња, ке расшират станчиња, ширно оро другарчиња, ке се фатат за рачиња. Пупките на гранчиња, ке расшират станчиња, ширно оро другарчиња, ке се фатат за рачиња. Долчиња и ричиња, ке заличат до кичиња, совесната на птиците, весело ке биде. Долчиња и ричиња, ке заличат до кичиња, совесната на птиците, весело ке биде. Пролетите, што ке дојде, што ке биде. Пупките на гранчиња, ке расшират станчиња, ширно оро другарчиња, ке се фатат рачиња. Пупките на гранчиња, ке расшират станчиња, ширно оро другарчиња, ке се фатат рачиња. Долчиња и ричиња, ке заличат од кичиња, совесната на птиците, весело ке биде. Долчиња и ричиња, ке заличат од кичиња, совесната на птиците, весело ке биде. Сега се наоѓаме на Пелистер, од еден камењар каде што се гледа Стржевското езеро. Видејќи од тука се гледа целата Лера, Рамна и Србзив, сега ќе ти кажем една брзозборка да можеш да ја кажеш ти. Колку брзо ќе ја кажеш? Лера, Рамна, Лера, Рамна, Лера, Рамна, Лера, Рамна. Ајде. Лера рамна, 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 Лера рамна. А сега Рамна, Лера, Рамна, Лера. Рамна лела, ламла рела, ламја лела, рамла муела. Дали го слушате овој прекрасен звук жоборење? Тоа е една пелистерска рекичка која што се создава со топење на снегот. Идилично е. Снегот е над камењата, водичката се тече под него и има прекрасна зелена шумичка околу неја. Длабока шума од молика и елки. Ooh.
Сумойло, а ова е Слушнете ме на 90,8 МГц. От FM Битола. Kako treba prezazneva, jedna pčela polezeva, tam vamu ovde čučo sviri svoja pesma. Mnogu mala, mnogu vredna, veverička tako sedna. Pravi nešto, pravi se što, ore prši mnogu vešto. Dojde, dojde proleta, sveta si od kraj. Bubavo i veselo, pleska se vošjaj. Dojde, dojde proleta, sveta si od kraj. Bubavo i veselo, pleska se vošjaj. Pleska se vošjaj, pleska se vošjaj. Другарчиња, дали ја памтите оваа книга кога почна со оваа радиоемисија? Дали го памтите паметното пенкало? Што значеше овај звук? Тоа значеше дека одговорот на прашањето е погрешен. А овај звук? Тоа значеше дека одговорот на прашањето е точен. Јупијеј! Лани ви читав за мозокот, главниот шеф, за делови на мозокот, за уста, заби и јазик, 3 величествени дела, систем за варење, разложувач на храна, систем за дишење, вдишување чист воздух. Не! Ве фати во тесно. Не знам кој се сети за на ова да речи да. Ова денес ќе ви го кажувам. Што друго учевме, Лани? Крвотокот, моторот на телото, Не. скелет, 206 коски, не. Мускули, повеќе од 600, не. Види нашите очи, не. Леле, колку не сме научиле, сега ќе се преслушваме. Уво сетило за слух, не. Нос мирис, не. Вкус вкусови, не. Допир кожа, коса и ногти, не. Репродуктивен систем, момчиња и девојчиња, не. Бебенцата од каде доаѓаат? Бременост доаѓа бебе, не. И толку. Читаме од книгата Човеково тело, од просветно дело Скопје. Слушатели, дали сте спремни? Да! Паметно пенкало, спремно? Да! Почнуваме! Систем за дишење, вдишување чист воздух. Чист воздух. На Пелистер бе вчера и таму има чист воздух. Во Битола од време на време. За да преживее нашето тело му треба храна, но и кислород. Кислородот од воздухот го внесуваме во белите дробови преку дишење. Системот за дишење започнува со работа кога ќе вдишиме воздух преку носот. Ајде, другарчиња, сите заедно сега да вдишиме длабоко. Дишивте! Уште држете вдишено. Знам дека длабокото дишење го смирува телото. Јас ќе издишам за да продолжам со читање.
Потоа воздухот продолжува во белите дробови, кои служат за пренесување на воздухот во крвта, па оттаму се пренесува низ целото тело. Чекај, воздухот се пренесува низ целото тело? Сигурно мислеле на кислородот. Еве ги деловите на органите за дишење. Прво, епиглотис. Не знам што е тоа. Може би доаѓа од Грција. Второ, грклан. Ме фати за гркланот. И трето, душник. Може душата е ова. Да не се мисли на дишник. Ке го прашам авторот на книгата. Кој е авторот? Прашање. Колку пати во денот вдишуваме и издишуваме воздух? Одговори се 20.000 пати, 5.000 пати и 20 пати. Ајде да видиме 20 пати. Грешно. Ако вдишуваме 20 пати, значи по едно вдишување на сат невозможно. Ајде да видиме 5000 пати. Бъдете потивко малку. Ајде да видиме 5000 пати. Грешно. Значи 20.000 ќе биде точниот одговор. Ајде да видиме со паметното пенкало. Точно, така е. Дишете, издишете, дишете, издишете. Така до 20.000. Чека, со која брзина киваме? Понудени броеви се 2 км на час, 500 км на час и 160 км на час. 500 км на час знам дека е торнадо. Многу брзо би било ако киваме така. Некоја крава може да одлета. 160 км на час најбрзата кола. И 2 км на час полжав. Ова мислам дека е точно. Да се прислушаме. Ајде да пробаме 2 км на час. Грешно! Не киваме како полжав, иначе би било Ајде да го пробаме торнадото. Дали ќе одлета крава од моето кивање? Ајде да видиме. Не е 500 км на час. Нема летечки крави. Значи точниот одговор е 160 км на час. Ајде да видиме дали паметното пенкало се согласува. Јеј, точен одговор! Значи, кога киваме апчиха, можеме да се тркаме со најбрзата кола. Прашање за логика. Спремни? Десниот бел дроб е поголем од левиот, затоа што зад левиот се наоѓа срцето. Точно или неточно? Што прицнав? Точно или неточно? Прицнав. Прицнав точно. Значи погрешен одговор е неточно. Зошто треба да јадеме? Јадеме затоа што на нашето тело му треба енергија. Неа ја добиваме преку храната. И јас сега си јадам карамелче. Прашање! Јазикот е составен од неколку групни мускули. Групи на мускули. Точно или неточно? Ајде прво да пробаме неточно.
Грешно е неточното. Неточно е неточното. Двойна негација, значи одговорот е... Точно е точното. Хи-хи-хи. Едно страшничко прашање. Колку видови бактерии живеат на нашиот јазик? Крипи. Понудите се 5 бактерии, 2 бактерии, 600 бактерии, 12 бактерии, 3000 бактерии. Вау! Колку е многу 3000 бактерии. Дали е точно? Ајде да видиме. Погрешно. За среќа немаме 3000 бактерии на јазикот. Ајде сега да пробаме 12 бактерии. Грешно, погрешно. Ајде сега да пробаме 2 бактерии. И тоа е погрешно. 2 бактерии, машко и женско. Хи-хи-хи. Ајде сега 5 бактерии. За петка. Сепак е погрешно. И 600 бактерии имаме на јазикот. Ајде да видиме дали паметното пенкало се согласува. Точен одговор! Колку многу бактерии сме имале само на јазикот. Ej, maco moja mala, ty imaš crven nos, dal mama ruž ti dala, ljubina bil vosos. Ej, tako važne žena, so mojo crven nos, milego vina, najmaki gori naš os, mile. Ej, mile, ugrusu znao, mile, daj mi ne ajvar sijao, mile, hej, mile, ugrusu znao, mile, mile, daj mi ne ajvar sijao, mile, ej, more, milence, mamino, milence, smačka, ajvar, cena, Се наоѓам во Стрчин. Има петлиња и кокошки и кучиња. И едното петле реши да го брка кучето. И така вртеа во круг. Петлето е со голема црвена кикиритка и има бела кошула и црни панталончиња. Многу е гордо и се прави фраер пред кокошките. Кикирику! Едно петле кукурика, секое става и левика, што ли прави, што му е, уште никој не знае. Едно петле кукурика, секое става и левика, што ли прави, што му е, никој не знае. Дали не буди, буди или му суди, суди, дали не бара или се кара, дали не буди, буди или му суди, суди, дали се смее или пее. Јас сум Ноело, а ова е Слушнете ме на 90,8 МГц. FM Битола. Една петля кукурика, со кокошчиња се сипка, што ли прави, што му е, уште никој не знае. Една петля кукурика, со кокошчиња се сипка, што ли прави, што му е, никој не знае. Дали не буди, буди или му суди, суди, дали не бара или се кара, дали не буди, буди или му суди, суди, дали се смее или пее. Дали не буди, буди или му суди,
FM. Другарчиња се наоѓам над Битола во Смолево. Тука има манастир, има прекрасна ширина, млади луѓе, стари луѓе, средни луѓе, кучиња, кученца, мачиња, овци пасат. И има патека за мотори со тумбиња. А од другата страна, кога сум веќе кај Тумбиња, се стигнува до Тумбе кафе. Од тука се гледа и Крција, и Рек, и Пелагонија, и Пелистер. Знаете по кој пат стигнав? Патот се вика Вија Игнација. Што се ме учеле во римско. А некои активисти или домакините ставиле надписи. Сега ќе ви прочитам. Заедно за здрава природа, отпадот назад. А и кај вратата имаше, на влезната врата нешто имаше. Сега ќе одам. Ке се умориш. Сега ги читам надписите на влезот во манастирот. Пријатели на природата. Пријатели на природата. Амбалажот враќајте го назад. За чиста средина, ако сакаме можеме, отпадот назад. И забранет влез со куќе. И овде има еден куп кученца врзани и ги чекаат собствениците да му дојдат. Моето куче дети нема педигре, ама попладне никогаш не лае. Моето куче дети многу умно е, со моите мачки две ко братци живе. Джеки, Джеки, не е лесин, ниту многу убаве. Джеки, Джеки, не е леси, ама сите си го сакаме. Джеки, Джеки, не е лесин, ниту многу убаве. Джеки, Джеки, не е леси, ама сите си го сакаме. Слушнете ме! Извадок од една забава. Внимателно слушајте, ќе ви испрашувам. Сега сум на роден ден кај мојата BFF. Дали памтите која е мојата BFF и дали знаете што е BFF? BFF е кога две другарки или две машко-женско, женско-машко, две машки, две женски и кога ќе бидат многу онака споени заедно, не кога да се сакат, туку ко навредно нешто кога да му е се. Што се кажуваат секакви тајни, се што. Што нема никакви тајни едни со другија. Нешто ако му се случи во животот, директно кај BFF му кажува симпатии, поклони и така натаму други. Ова гласче што го слушнавте е мојата BFF Ангела. Тортата стигна. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Angela. Happy birthday to you. Кој сакаш ја дуат? Журба, журба. Не знаеш. Само некој нам. Ако немаш ти, еви му со некој, може ке му текне. Чекај, а можеш на друга торта желба да се замислиш? Нема да фати. Да се чуе тортата? Тие почнај да ги регистрират така.
вистинската загадка. Започнавме со тортата, па пеење Happy Birthday, па се надоврзува дување свеќи, па колку години имаше славеничката, слушнавте? Ајде! Па потоа се појавија желби од гостите кои чекаат ред да си ги измислат на туѓа торта. Ајде, не знаев дека така можело. Ке си одам по родендени и ке си ги замислувам. Може би тортите се поштенски сандачиња без оглед дали адресата на испраќачот е твоја или на другарчето. А потоа што слушнавте, како се викаше славеничката? Па се разбира, мојата BFF Ангела. Полни 11 години и срекни дај се! Секогаш сум весела, разиграна и жива, кога ечи музика засилена и дива. Секогаш сум радосна, насмеана и весна, кога грми музика за играње и песна. Од сабота до сабота, управам луда забава и вечерва и утрева. Те има само забава. Од сабота до сабота, управам луда забава и секаде кај што сум ја. Те има само забава. Секогаш сум весела, разиграна и жива, кога ечи музика засилена и дива. Секогаш сум радосна, насмеана и весна, кога грми музика за играње и песна. Од сабота до сабота, луда забава и вечерва и утрева. Само забава. Од сабота до сабота, управам луда забава и секаде кај што сум ја. Те има само забава. Сигурно ја слушнавте желбата за мачиња 2. Па како тие требале да надоместат претходно изгубени мачиња, па некој што нема желби и на крај: мамо, имаш полнач. Цело е кога има се. Еве уште еднаш желбата која што чека ред за торта за мачињата. Црното, црно-гluto. Јас имам желба, Владимир, да не се срамеш. Господе Боже. Јас немам желба, се имам. Алергија ме фата од тебе. И од тебе. Антонија, желба што чека ред, можеш да ни кажеш? Повеќе патувања ова година. Там е желба. Повеќе патувања. Силе, ја имаме таа желба. Имав 6 мачина, но ми умрам и остану уште 2. И малечки ми умре и само 2 остана, ама останата стана. Брана, таа сака ме да ми роди 2, ана. А по колку мачиња раѓаат мачките? Моето 3 роде, а другото 4. Да, ама се умреа. Имавме едно црно-бело, тоа беше мојата, на Милена, мојата беше бушаво. Мачињата наши, ова е мојата. Сите имаат сини очи. Ова е најавана. На сестра ми. Јас имам папагалчиња и не можам да замислам како би ми било кога би умреле.
Како е чувството кога ќе ти умри твоето омилено милениче? Моето милениче ако ќе умре, сасвим тажно и плаче. Имам две папагалчиња, женското е цело жолто со малку златни делчиња на крилцата, црвени обравчиња и црно-кафеави очиња. И голема кикирит. Дали се такви твоите, Владимир? Не, моето е зелено. О, да, не, млецки. Моето Имаме и канаринче жълто, ама ни умре. И имаме голем папагал Мина. Со обравчиња значи нимфа. Да, нимфа. Та е много го касаш него и... Ама сега ще имаме папагалче зелено, плаво и жълто. Ама второто ми беше цело бело, тако гула беше. Нашите папагалчиња шетаат нама са додека јас пишам домашно. Ајде! Од желбите што чекаа ред на туѓа турта, сите беа за нови миленичиња. Оти се загубиле старите. Оваа тема ќе ја обработиме во некоја од следните емисии. Шушу, се шушка, ни школото се мушка, веќе цела недела. Веста дека трето два, предпладне во сабота, спрема добра забава. Шушу, се шушка, ни школото се мушка, веќе цела недела. Никој книга не фаќа, на часови се зборува, учителот се нервира. И одборот го одбрахме, што се грижи баш за се, како еден сложни сме. Машките добра музика, спреми ја за забава, а ние женските многу вредни сме. Шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Сладоледи разни мешаме, а за 10 спремаме топол чоко моко крем. Шушу, се шушка, ни школото се мушка, веќе цела недела. Веста дека трето два, предпладне во сабота, спрема добра забава. И одборот го одбрахме, што се грижи баш за се, како еден сложни сме. Машките добра музика, спреми ја за забава, а ние женските многу вредни сме. Шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Сладоледи разни мешаме, а за 10 спремаме топол чоко моко крем. Шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Се шушка, сладоледи разни мешаме, а за 10 спремаме топол чоко моко крем. Се шушка, шарени колачи месиме. Сега продолжуваме со роденденот на мојата петоделенка Ангела. Ангела, дали можеш да ми ја опишеш оваа прекрасна роденденска торта? Да, на дворешната страна личи со орео пуно, но со чоколада бело, црно и со 300 орео на мерзе, ама внатре нема врска со орео, пан од чоколадо, малина и од ванила. Па има и од малина фил, црн фил од чоколадо и тоа е се.
Много е убава и вкусна. Ням. Сега Налагаме второто парче. Еве го лежи тука безпомощно. Точно така? Ке се чувства много добро нашите мешиња. Така, значи, Лела, за да ги видиме твоите знаци, кажи ми, во кој месец си родена? Во октомври. На 19 октомври, така? Да, 2011 година. точно. Дали ќе можеш да ја прашаш мајка ти во колку часот си родена? Мамо, во колку часот сум родена? Керкичке, драга, ти си родена. Ти си родена во 9 часот и 30 минути. Наутро. Антонија, што ми пресметваш? Твојот знак и твојот подзнак. Сега ќе ти ги кажам. Во хороскоп? Да. Која беше твојата желба кога ги дуваше свеките? Ја кажав наглас така да сите слушнаја, ама ќе кажам уштено за другите. Ми беше да ми роди мачката, да осумачиња двете мачки. Фактички да имам полно. Значи две мачки По 8. по 8 мачиња. Не. Ма не, две мачки имам. Пак, не, јас сум грешна. Имам две мачки, а сакам двете да ми дадат по 8 мачиња. Фактички 16. Значи 16 мачиња. Точно. А што береш да ги поделиме по 4 мачињата? Мој се сите сега. Можеш и ти да ги играш, ама мој се. Имињата јас ќе му ги крстам, Ќе најдеш 16 имиња? ќе најдам преку интернет. Некој ќе крстам као старите мачки што починаја, например Еш, Компир. Не, или Компир, или Кенет беше. Многу се слични имињата според мене. Значи, Нела ти ги најдов хороскопите. Тебе знак ти е Вага, а во подзнак си Шкорпија и Рак. Кој се допаѓа најмногу од овие знаци? Мене најмногу ми се допаѓа Вага. Ке мирам, ке биди, например, ако ставам во едното, ке биди исто со другото би сакала, бидејќи сакам симетрија. Сакам да бидам и фер и затоа најпоке сакам Вагата. Вагите се фери, се балансирани. Да. А што мислиш од твојот Рак? Како подзнак? Јас бе На што те подсеќа? штипи. Многу ги штипи. Да, многу ги штипи. Кога познак твојот Рак, на што те подсеќа? Не искам да ме умават луѓе и да ме сварат. А твојата Шкорпија на што те подсеќа како подзнак? Скорпион, како лекол скорпион. И па јас кога вежбам, има една вежба што се вика скорпион на англиски и тоа е како ногата се крива од назад, свиткана и како да можам да потврдам и дека сите три хороскопи ме ги погоди. Ова беше Антонија, читачот на хороскопи. Кога крај мене тој застанува, срце чука најсилно, не престанува. Братче, најмило, дали има спас? Мама, тато викаат, чудна сум им јас, но ке седам будна и изгубена. Не, јас не сум чудна, јас сум влюбена, но ке седам будна и изгубена. Не, јас не сум чудна, јас сум влюбена. Кога крај мене тој застанува, срце чука најсилно, не престанува. Во школу не одам, ништо не учам, само за тебе јас размислувам. На мојата сестра љубовта и годи, па дури во школа не сака да
no que sedam budna i izgubena, nejasne sum čudna, ja sum ljubena. No que sedam budna i izgubena, nejasne sum čudna, ja sum ljubena. Моите брачеди, Тори, се ми потвърди, ми зададе якна, кремова и чоколадна орео. И ми сега ќе кажем за сестра ми, за да служувалка. Ама прво не изложа дека ќе со другарките, за да ми земи, ама мајка ми кажа дека ојде да ми купи нешто, фактички не беше 100 с надување. Ми заде служувалка. Точно најпоќе сакам, со 1000 парчиња. И другарка ми заде балонче и ми направи лекција. И ова е блуза. Пакетчето е во форма на бомбона. На многу точно панталони ми зададе. Многу убави. Со лого на Инстаграм, ТикТок, такви. И лекција што ми го донесе во флико. Некој ми зеде звездички и омиленото моето чоколадо. И за чупање моливи мислам дека е со лебед. Ето многу убаво, така е. И некаква честитка и чоколадица. Сега дојде на дел кога ќе го отворам на мојата BFF. Околно. Тоа е Ноела. Чупетешко ја држи мисијата. Та служувалка ќе има 500 парчиња. Ангела, ова служувалка можеш да ја составиш однапред, а одназад, бидејќи ти црташ прекрасно, можеш да си нацрташ своја служувалка, свој дизајн на служувалка. Има и плюс некој постер на некој филм, ама јас уште го немам гледан овај филмо. Пораката на супергеро е мојата BFF. Дома по 6-5 пати ги ја отворам уште еднаш. Roden den je deno što go čeka me, cela godina, roden den je deno što go saka me, najmnogu od sve. Sekoj od nas dečinja
Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло FM Битола. Одамна се создаде и првата детска амбасада Мегаши. Сега слави цели 30 години постоење. Господинот Драги ни објасни зошто Бушавко е бушав, слаб и спартален заради војна. И зошто Мегаши се обидува да премостува, а не да поделува. Но она што сега ќе ви го кажам е едно кратко промотивно видео што го направив за промоција на нивната платформа Ало Бушавко, да допреме до што повеќе деца и млади и да им овозможиме пријателски свет, пријателски совет и подадена рака кога им е тешко. Слушнете ме! Хи-хи-хи-хи-хи! Другарчиња го најдов Ало Бушавко на интернет. Го препишав бројот и сега ќе му звонам. 0703900632. Здраво, овде Бушавка. Ве молам, звонете ми. Немам кредит. Фала. Здраво, Бушавка, како можам да ти помогнам? Морам да шепотам, ќе ме слушнат. Многу ми е страх, бидејќи кога одам на училиште, се собираат околу мене. Ова е Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Укло FM. Новата веб платформа, мобилен, фиксен, чат, имейл, фейсбук. Ало Бушавко е SOS телефон за деца и млади при детската амбасада Мегаши. Чувај се како да го повикуваш твојот најдобар пријател, ќе ти помогне. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet ako nemaš drugar, ako nemaš drugar. Ništo nema da mi fali, imam baš sve koga imam drugar, koga imam drugar. Seko ide nekako avantura, znaj, ajde
магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не. Требаше да ви најавам да си ги затворите ушите. Ej, zamisli svet, magičan svet, zamisli samo svet, šareni mek, dobar ko led, zamisli samo srce što čuka, dam, 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 bori tamo na ljubav dam, site se smejat, smejat i pejat, dam, dam, to jedan glas ti za bezonac, ajde se sakame i da nema bliže, site sve uglavni nasmehki, elen da targuva, svet odnese bliži, podaj raka i dovidi su nas, ajde se sakame i da nema bliže, site sve uglavni nasmehki, elen da targuva, svet odnese bliži, podaj raka i dovidi su nas. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистр Сонја Тантарова Груевска и јас, Ноела Нечковска, петто Деленка од Елпида Караманди Битола. Големо, поздравче! Srce što čuka, dam, 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 bori tamo na ljubav dam. Site se smejat, smejat i pejat, dam, dam, to jedan glas ti za bezonac. Ajde se sakame i da nema bliže, site sve uglavni nasmehki, elen da targuva, svet odnese bliži, podaj raka i dovidi su nas. Ajde se sakame i da nema bliže, site sve uglavni nasmehki, elen da targuva, svet odnese bliži, podaj raka i dovidi su nas. Укло ФМ Битола, април 2022 година. Универзитетско радио Укло ФМ Битола 90,8 мегахерци.